Мислам дека веќе не може да зборуваме само за непрофесионалност. Мислам дека овде ќе има место за посериозна одговорност на Министерството за внатрешни работи. Ги повикуваме Министерката за внатрешни работи да одговори зошто не се откриени до сега нападјачите на вакви сериозни кривични дела од омраза. Дали е причината тоа што се нападнати една ранлива група која не им е симпатична, или можеби што се нападнати активисти за човекови права кои што ги критизираат државните функционери што не си ја вршат својата работа. Исто така ги повикуваме и добиваат зошто и генерално има рекорден број на неоткриени и непроцесуирани кривични дела. Сведоци бевме на скорешна пресконференција на министерката каде што таа го објасни апсењето на суди за неефикасна и неажурна работа. Прашуваме колку случаи има во фиоките на Министерството за внатрешни работи, бидејќи според службените статистики на Државниот завод за статистика, 2/3 од кривичните дела кои се пријавени не се пронајдени сторителите. Прашуваме кога конечно ќе го објават извештајот што според нивниот закон за полиција за функционирањето и вршењето на полициските работи би требало да се објавува јавно на интернет, кога еднаш ќе го објават. Во исто време ги повикуваме јавното обвинителство на Република Македонија да не бидат повеќе потршковци и слуги на Министерството, туку сериозно да се ја земат својата обврска, која што им е наложена со закон, да ги формираат своите истражни центри и да преземат криминалистички инспектори во нивна работа, за да може конечно да ја контролираат полицијата. Полицијата наназад со години има монопол на кривичните истраги, таа селектира кој и како ќе биде обвинет и ќе биде осуден во Македонија. За жал, ниту обвинителството, ниту судиите се ја вршат улогата која што правна држава, Уставот на Република Македонија и меѓународните инструменти им ја даваат да ја контролираат полицијата која оваа монополна власт на кривичните истраги ја злоупотребува. И огромен дел од кривичните дела, особено вакви сериозни кривични дела од омраза, оставаат неоткриени заради тоа што нив не се симпатични жртвите. Тоа во една нормална држава не е дозволено.